Дека кочанското бело злато е специфична земјоделска култура која има многобројни карактеристики кои можат да му бидат од корист на човекот, потврдуваат низи искуства на населението ширум светот. Кај нас во сферата на лековитоста на оризот позната е неговата употреба како карго ориз кој се користи во исхраната на заболени лица од неколку посериозни болести. Во Јапонија пак според дребна метода жените го користат за да го стимулираат растот на косата. Експертите велат дека постојат многу трикови за убавина и за стимулирање на растот на косата со состојки кои обично се користат за готвење, а некои народи покрај оризот кој е меѓу најраспространетите земјоделски производи во светот одамна ги користат и циметот, куркумата и разни други намирници. Јапонската рецептура вели дека оризот се вари, а водата во која се варел се издвојува на страна. По миењето на косата со шампон се масира главата со водата од оризот, а потоа простанатата количина се нанесува на целата коса. Така измиена се остава да остои неколку минути, а потоа се плакне со обична вода. Првиот ефект е што косата ќе биде посејна и повека, а по извесно време ќе може да се забележи дека побрзо расте и станува бујна.